Добра вечер. Гледате Свести на гласни идеи. Неделата што измина ја одбележа протестот на независниот синдикат за образование и наука, кој излегува на улица поради најавата за спојување на низа предмети во основното и средното образование. Од друга страна пак, функционерите, кои пред известно време ги зголемија собствените плати, зададоа нов удар на работниците, со тоа што го изгласаа законот за 60-часовна работна недела. Состојбата безмалку иста секаде, така што во Албанија функционерите исто така ги зголемија собствените плати, но тоа што се разликува е реакцијата на народот. Да проследиме зашто станува збор. Во Албанија претениците си ги зголемија своите плати двојно. Ова како да е вест од Македонија кога е во прашање лакомоста на функционерите. Но за разлика од Скопје, во Тирана, претениците се соочија со отпор предводен од левичарите на движењето Заедно. Në Shqipëri, deputeti mesatar, përveç se është ignorant, është edhe bjerra ditës. Nuk bën asgjë nga mëngjesi deri në darkë. Thjesht 2 muaj para zgjedhjeve, i ngranohet aty në atë lagjen e vet, edhe fillon ku me premtime, ku me kërcnime, ku me blerje vote, ku me shitje vende pune, të siguroj vota. Pra këta ignorant, këta bjerraditës, këta njerëz pa asnjë vlerë, sot do t'i dyfishojnë pagën vetes dhe do t'ja bëjnë 3.100.000 lekë të vjetra. Në Shqipërinë tonë, po e theksoj përsëri, pensioni minimal është sa askund tjetër nëpër Evropë, është vetëm 80.000 lekë të vjetra. Imagjinoni, të jeni pensionist dhe të jetoni me 80.000 lekë të vjetra. Pensioni mesatar, pa i atyre njerëzve që ka kontribuar një jetë në skemën e sigurimeve, në qytet, jo në fshat, se në fshat është akoma më i ullët, është 150.000 lekë të vjetra. Unë bëra një raport shumë thjesht, edhe më dilte që rroga e deputetit do t'jetë sa 39 pensione minimale. Rroga e deputetit do t'jetë sa 21 pensione mesatare. Ky është skandal i pa dëgjuar ndonjëherë në asnjë lloj vendi. Ku shkon puna tek parat, ata janë bashk. Ku shkon puna për të vjedhur, ata janë bashk. Ku shkon puna për të shkatruar shtetin ligjor dhe demokracinë, ata janë bashk. Ata bëjnë sikur zihen, sepse duan pozicionin dominues në tryezën e korrupsionit. Mirë po ata vjedhin bashk, ata abuzojnë bashk, ata korruptojnë bashk, ata nuk kanë fytyrë bashk. Në këtë kuptim, ata janë e kundërta e shoqërisë. Ndaj ne i bëjmë thirrje të gjithë popullit shqiptar që të ngrihet në protest, të revoltohet, të kthej dorë, sepse nuk jetohet më kështu. Се случи и она што се предпоставуваше. Претениците ги изгласаја измените на Законот за работни односи со кои се овозможува 60-часовна работна недела. Градежните работници се први на удар. Нивните човечки потреби на дневен и неделен одмор, на безбедност и здравие при работа тргнати се на страна, како да не се работи за луѓе, туку како да се работи за орудија што зборуваат, но никој не ги слуша. Каква дрскост кога истовремено ниту еден пратеник не покрена постапка за измени на Законот за плати на доместоци на избраните и именувани лица. Просветните работници со протест го одбележаја 24 мај. Маршот започна од паркот на Жена Борец, а заврши пред Министерството за образование и наука. Да проследиме дел од говорите и пораките кои беа упатени. Денеска просветните работници излегува на протест да го искажат незадоволството по однос на неколку крупни прашања. Првата порака која што испраќаме денес од пред Министерството за образование и наука е не за спојување на наставните предмети. Навидум се најавува една за нас нејасна идеја и нејасен предлог за спојување на наставните предмети: географија, историја, граѓанско образование, етика, хемија, биологија, физика, информатичка технологија и техничко образование во неколку предмети, со што директно може да предизвика до намалување на работните места. Истото може да предизвика и до погазување на професионалниот интегритет на просветниот работник, затоа што географот се обучил да предава географија, историчарот да предава историја и да не ги набројувам, но со ваквите промени
просветните работници стануваат универзални, секој да биде соодветен за секој предмет да го предава. Тоа е исто како да ги испратиме хирурзите да гаснат пожара, пожарникарите да ги испратиме да работат во некоја конфекција. Значи секој се покажува професионалноста. Вториот проблем е за почитување на колективните договори. Јавноста мора да биде запознаена дека во секторот образование наназад години не се почитуваат колективните договори. Најниската плата за најнизок степен на сложеност во моментов во секторот образование изнесува 12.000 денари во нето износ. А сите сме свесни дека минималната плата во државата е 20.175 денари. Кога станува збор за просветните работници, тогаш изреката е стално дека нема пари, дека државата е во криза, но видовме како експресно најдоа начин да си ги зголемат платите нивни, државните функционери за 78%, експресно ја стапи во сила одлуката од Уставен суд, но кога станува за нивните плати, тогаш законот е закон, велат и мора да се почитува. А кога станува збор за просветните работници, тогаш секогаш сме ние ставени последни на маргините, не се почитуваат колективните договори во делот на додатоците, платата доцни константно во последниве 20 години не е никогаш исплатена во законски предвидениот краен рок и поради тоа ние денеска сме тука и најавуваме дека доколку нема слух и радикални промени не настанат во брзо време во страна на Министерството за образование и наука и по однос на воспитно-образовниот процес и по однос на работничките права, и доколку не се укинат сите екзибиции кои што се најавуваат, ние како независен синдикат останува само да го засилиме темпото и што повеќе колеги да повикаме за порадикални синдикални чекори. И давам збор, во првата секунда кога ќе добиеме силата, нема ни да помислат да ги прават овие екзибиции. Значи во првата секунда стопираме се што целиот воспитен образовен процес што стопираме. Повеќе нема шанси да им пројде, да се памтете го овој збор. Повеќе нема шанси да им пројдат оние екзибиции кои што ги правеле 30 години. Морате сите да го крениме гласот, што гледате што се случува со државата, со работниците. Доколку не бидат исполнети нашите барања, као конфедерација, као синдикат за образование, да има К15 за сите, да има повисоки плати, јубилени награди, прековременни работи, верувајте, револтот кај граѓаните, кај работниците е огромен и прашање на време кога сите синдикати што се во конфедерацијата, да не ги спомнам, полициски, образование, здравство, ги имаме од сите веќе бранши, заедно ќе се обидеме со останатите синдикати, мораме и ние да бидеме самокритични, да ги закопаме секирите, кога е во прашање интерес на работниците, да се обединиме и да ја осетат која е силата на работникот. Народот обединет нема да е победен. Тоа беше се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела во истиот термин.